Драги, добро утро по трет пат. Сајмот за образование и кариера 2026, кој ќе се одржи годинава по трет пат последователно по ред од 27 до 28 февруари во Скопје, ќе биде темата за нашето трето линковско вклучување. Деталите за сајмот ги дознаваме од нашиот гостин, еден од организаторите, Гоше Николов. Гоше, ти благодарам што си дел од утринската емисија и што ќе имаме можност на гледачите да им објасниме повеќе за овој сајм. Добро утро и до вас и до вашите гледачи. Секако благодариме за поканата и можноста да го испрезентираме настанот. Така, колку универзитети и компании ќе учествуваат на овогодишниот сајм, какви можности ќе имаат младите посетители на едно место? Така, прво да повторам како што веќе најавивте и вие на 27-28 февруари, тоа се петок и сабота, во организација на студентарија, а во трговскиот центар Скопје Сити Мол по трет пат ќе се одржи сајмот за образование и кариера, кој што се наметна како централен национален настан за промоција на домашното високо образование, за академските и практичните програми и за можностите за кариерен и професионален развој тука во земјата. Настанот е наменет пред се за средношколците матуранти кои што се пред една од најважните одлуки во нивните животи, а тоа е каде да го продолжат образованието, односно каде да се запишат на факултет. Така што секој матурант кој што стои пред оваа одлука треба да го посети настанот. Зошто? Затоа што учество на сајмот ќе земат 14 домашни универзитети. Тоа се поголем дел од државните македонски универзитети и поголем дел од приватните македонски универзитети, во рамки на кои функционираат повеќе од 100 факултети, што значи дека на сајмот ќе бидат презентирани стотици студиски програми, информации за овие програми, па средношколците ќе можат да ги добијат на едно место директно и непосредно сите информации кои што им се потребни за да донесат информирани одлуки. Затоа што сите знаеме колку е важно да ја одбереш вистинската насока и правилниот избор да го направиш секако за продолжување на твоето образование. Освен универзитети, учесници ќе бидат и компаниите за дигитални, односно академиите за дигитални и IT вештини, а учество ќе земат и 15 на македонски компании од различни индустрии кои што пред средношколците, секако и тековните студенти ќе ги представат можностите за вработување и пракса. Така што да напоменам уште еднаш, настанот е наменет за средношколци матуранти, секако за студенти, но и за сите оние кои што бараат некаква насока во нивните кариери или сакаат да продолжат со своето образование, и секако за родителите кои што сме свесни дека се еден од најважните фактори кои што влијаат на одлуката каде да се запишеш на факултет. Значи идејата за сајмот е да биде настан кој што ги спојува образовниот сектор, бизнис секторот, секако и младите на начин кој што е модерен, кој што е практичен и кој што е близок до новите генерации. Така, ги спомена и ти родителите и додека се подготвува за овој разговор, она што ми беше впечатливо од минатогодишниот сајм беше родителското катче. Оваа секција ќе ја има и на овогодишниот сајм, на кој начин ќе функционира сето тоа и колку значаен фактор се родителите при изборот на средношколците и студентите? Па јас би рекол дека впечатокот е дека изборот на факултет не е индивидуален процес, често е семеен процес и поради тоа ние изминатите 2 години на сајмот предвидовме содржини за родителите, така што и годинава ќе имаме родителско катче, кој што ќе биде место за поддршка и насочување на родителите за тоа како да им помогнат на своите деца да го направат вистинскиот избор за нивното образование. Значи, во рамки на тоа родителско катче ќе имаме присутни експерти, кариерни советници кои што на родителите ќе им помогнат, односно ќе им покажат како на своите деца да им бидат поддршка, а не да им прават притисок во несењето на оваа одлука. Секако ќе имаме и неколку панел дискусии во рамки на кои што ќе се дискутира за тоа како родителите може да им помогнат и да им олеснат на нивните деца во носењето на оваа одлука. Така што би сакал да напоменам дека освен она класично штандовско излагање на универзитетите, ќе имаме секако и панел дискусии и работилници во киносала. И би сакал да кажам дека универзитетите нема да доделуваат обични брошури кои што средношколците и студентите ќе можат само да ги погледнат, тоа може да го направат и на нивните веб сајтови. Идејата тука е на едно место да бидат испрезентирани преку директен и непосреден контакт со представници на универзитетите и со професорите сите информации кои што ќе им бидат потребни на младите за запишување на факултет. Тоа подразбира информации за условите за запишување, можностите за стипендии, можностите за мобилност, можностите за кариера и така натаму. Така што ги покануваме сите средношколци матуранти да дојдат и да си направат информиран избор кога во прашање се е нивната иднина.
Така, дали има голем број на средношколци и студенти кои што учествувале на минатогодишниот саем и сега се повторно пријавени? На наше големо задоволство, минатата година имавме присутни повеќе од 1000 млади лица, најголем дел од нив беа средношколци, така што интересот годинава сигурно ќе биде уште поголем, затоа што настанот ќе трае 2 дена. Пак ќе кажам, саемот се наметна како најголемиот настан кој што ги обединува најголемите и најпознатите македонски универзитети, академии и компании, така што секако очекуваме интерес и на наше задоволство. Веќе имаме потврдено организирани посети од повеќе училишта, како од Скопје, така и од целата држава, и исто така на наше задоволство во соработка со дел од општините се трудиме да организираме бесплатен превоз за оние матуранти кои што можеби име предизвик да го платат превозот, па сакаме да им излеземе во пресрети на нив, се со цел да можат и тие без никаков предизвик да пристигнат на овој настан и да се информираат за сето она што ќе се случува таму. Така, значи секој еден кој што има желба ќе има прилика да присуствува. Така, сите се поканети. Така, господин Николов, ви благодарам многу за овој разговор и ви посакувам уште еден успешен саем. Ви благодарам и на вас уште еднаш. Така, тоа беше Гоше Николов, еден од организаторите на Саемот за образование и кариера 2026, кој, како што можевме да слушнеме, ќе се одржи во главниот град на 27 и 28 февруари и на едно место ќе собере голем број на средношколци и студенти, меѓутоа и представници на компании.